Добро утро, секое утро продолжува со гостинка си имаме во студиото и ќе зборуваме за нешто што сите треба да не интересира. Здравата исхрана. Јас ќе кажам на Кристина Тодорова добро утро и добре ни дојде. Како сме? Одлично и благодарам на вашата покана што сум дел од Алфа па телевизија. Прв пат? Да, прв пат. Добре ни дојде. За добре дојде, јас ќе те послужам со што би сакала да се напиеш, кафенце, чајче. Велам чајче затоа што имаме студено утро. Да. Ако е мај. За мене може едно македонско кафе. Македонско кафе, Да. со задоволство, со шеќер, без шеќер. Да не сакаш уште една? Не, благодарам, јас си го пијам чајчето, да. Добро, Кристина Тодорова, инаку проектен координатор во Сдруженијето Ековита. Така е. Да. Сега повелете, вие зборувајте нешто повеќе за ова, но имаме и што да погледнеме. Интересни производи на вистина и ретки, и мислам дека единствени во Македонија. Покрај тоа што Кристина ни е проектен координатор на Сдруженијето Ековита, таа е дипломиран земјоделски инженер и во моментов е на магистарски студии на истиот факултет, така. Кристина, добро утро. Благодарам што ова утро допатува од Неготино да присуствуваш во нашата емисија. Имаш на вистина нешто што е единствено на пазарот. Тоа се овие преубави, прекрасни производи. Морам да напоменам дека Сдруженијето Ековита е и грантист за зелени проекти, поддржано од Европската унија и за почеток да го представиме Сдруженијето Ековита. Како започнува целата ваша приказна со оглед на тоа што си млада девојка, имаш, смеам да откријам, 27 години и навистина имаш одлично CV, одличен бекграунд позади тебе? Значи, Ековита, Сдруженијето е невладина организација од Неготино кое што постои веќе од 2003 година. Почнавме како мала еколошка иницијатива, а со текот на времето нашата работа почна да се развива во повеќе правци и со опишување на повеќе проекти, односно од заштита на животната средина, одржливост, едукација и производство на храна, а посебно преку одгледувањето на различни видови на печурки. Кај нас приказната со печурки е многу лична, затоа што јас уште од мали нозе, уште на мои 6 години, сум обкружена со печурките и таа љубов денес се претвори во професионална и животна мисија. Нашата цел е да покажеме дека одржливоста не е само идеја, туку нешто што може реално и одржливо да се примени. Работиме на заштита на животната средина, циркуларната економија и вршиме обуки, теоретски и практични обуки за одгледување на печурки, така да секој кој што е заинтересиран и сака повеќе да научи, може да се пријави на овие обуки и овие се наменети за сите лица кои што се заинтересирани да си одгледуваат своја храна во нивниот дом. Домашни услови, така, да кажеме, кој си има градина, кој си има дворче, ете така. Сега, она што е ново, јас кажав и единствени на пазарот, тоа се вашите производи, дел од производите ги имаме овде на нашата масичка, ке може еве и гледачите да ги видат, а подоцна еве ги гледаат, а подоцна ке видат и низ фотографии. За ова се дел од вашата палета на производи. Покрај тоа што произведувате сладко храна, имате и свекички. Овие се свекички донесени тука во вид на печурки. Она што има интересно име, а тоа се, еве и колегите во студиото, и јас прв пат кога ги видов, тоа се мушрони. Тоа е нешто што е можеби единствено на македонскиот пазар. Да кажам, да скратам, тоа се макарони од печурки. Така. Сега, покрај мушроните, покрај овие тестенини од печурки, имате и палета производи, ќе ги покажат колегите исто така овие што се донесени. Кои се ваши производи под брендот Ековита? Под нашиот бренд Ековита произведуваме повеќе видови на печурки, а тоа се буковка, реши, шитаке, лавовска брада, маитаке, како и печурката кордицепс. Значи, покрај ова развивавме и иновативни производи, а од тие ќе ги издвојам како што напоменавте мушрони, тоа се тестенини од печурки и гаджун, кој што е иновативен гроздов сируп, односно маџун збогатен со медицински печурки. Да, еве ќе го ова може да го покажеме. видите. Да, ова е морам да напоменам дека мушроните и на гаджунот си посебно горда. Да, така. Да.
И ова, значи, гаджунот исто се користи како што го користиме маџунот, но што е додадена вредност што имаме додадено медицински печурки што го подобрува нашиот имунолошки систем. Друго, ќе напоменам исто, произведуваме и готови супстрати за одгледување на печурки, така што секој што сака да си одгледува дома, значи може да не исконтактира директно нас на социјалните мрежи, каде што може да најде на NGO Ековита на Facebook и на Instagram. Мачни се печуркиве за одгледување? Не се мачни, Не се. посебно печурката буковка, која што за еден Најмногу ја месец сакам. за еден месец имаме производ. Тоа е најбрзата земјоделска Највкусна ми е да бидам искрена. Токму тој вид на пичурка и си велам некогаш дори е повкусна и од мевце. Така? Кој што си сака. споделиш Дали рецепт? само кажав со или без шеќер? Без шеќер. Без, добро, еве повели. На здравје нека ти е. Убаво си тече разговорот и убаво се слушаме за печурките затоа што ги има во можеме да ги користиме со многу начини на приготовка на подготовка на храна, така да мошне убаво од ваша страна што сте се сетили на нешто вакво, ви се воодушевувам со оглед на тоа дека млади во години и така натака. Продолжете, Сиренче. Да. Проложи си покрај, значи кажавме печурки, ги споменавме овие производи кои што се тука донесени. Има и сок, како што гледам? Да, имаме и различна палета од нашите производи. Произведуваме и сок од кајси, смути од грозје, имаме сладко од тикви со маџун, сладко од смокви и исто правиме декоративни свечи кои што се во форма на на печурки. печурка, како А друга. и брошчето ти е во форма на И брошот е во форма на печурка. Ете така. Сега, значи, тоа е вашата палета, широка палета на производи. Претпоставувам дека во иднина ќе си имате и со нешто друго плюс ке работите. Она што сакам да го истакнам е дека, кажа и ти, Кристина, дека имате едукативни работилници. Една од тие работилници, последната беше одржана во Велес. За кого се наменети, а сите заинтересирани може да ве контактираат и да ги видат информациите околу овие работилници на социјалните мрежи. Да, да. Едукацијата е многу важен дел од нашата работа. Да. Само јас би сакала би ја замолила режијата, имаме подготвени фотографии, може да си одат таман додека зборуваме за едукацијата. Како што напоменав, едукацијата е многу важен дел од нашата работа и во здруженијето што работиме. Последно одржавме 2 работилници во Европска куќа во Велес, а тоа едната е за одгледување на печурки, а другата е за одгледување на инсекти како храна за домашни животни. Кога зборуваме за инсекти, тука би ја споменала црната војничка мува, која е навистина еден голем херој во циркуларната економија, каде што незината ларва многу брзо го преработува органскиот отпад, каде што го претвара во хумус, што понатаму можеме да го користиме. И тоа значи дека зборуваме за решение кој истовремено помага во управување со органскиот отпад и создавање на одржливи ресурси. Браво. Ова не сум го знаела за мувата. Тоа се оние муви црни зузарки што ги викаме тие големите, така претпоставувам? Не, овие се малите? Друг тип кои што ги имаме. Кои што ние сме единствени во Македонија кои што ги одгледуваме и се еден двигател во циркуларната економија за управување со органскиот отпад. Браво. Сега, покрај тоа, вашето здружение Ековита учествува и на голем број на фестивали, конференции. Една од последните конференции на која што учествуваше беше во Подгорица, Црна Гора, која што е поддржана и од Европската унија, затоа и малку го одложивме гостувањето, нели, бидејќи беше во Црна Гора. Какви се твоите впечатоци од овие фестивали и конференции, како ве прифаќаат луѓето, бидејќи е нешто навистина ново и можеби единствени сте во Македонија, нели, што правите ваквите станини од печурки? Да. Тоа да го напоменеме. Впечатоците беа многу позитивни, а во рамки на регионалниот проект ЕИЦ, кој што е поддржан преку Европската унија и владата на Црна Гора, таму го презентиравме нашиот кој што е дел од проектот Инохаб на економски факултет во Подгорица на преку панел дискусија со студенти и презентација на нашите производи. Исто учествувавме во Подгорица на саем, каде што имавме дел да ги представиме нашите
производи на нашите купувачи кои што беа учесници таму и го потенциравме моментот дека мушроните што ги произведуваме се така уникатни и вкусни и се со низок гликемиски индекс, кои што се погодни за лицата со диабетес тип 1 и тип 2 и за сите лица кои што сакаат здраво да се хрануваат. Дали само, бидејќи ги споменавме мушроните, дали само мушроните или сите ваши производи се наменети за диабетичари? За диабетичари би го издвоила само мушроните, а додека за гаджунот може да се користи во помали количини како природен за сладувач. Така. Сега, кои се придобивките од гаджунот? Еве, бидејќи кажав дека си посебно горда нели на мушроните и на гаджунот, кои се придобивките од конзумирање на гаджун и како се конзумира? Еве, дали е слично исто како маџунот? Да, значи слично се користи маџунот. Еве ќе напоменам, може да се користи во исцедено свеж лимон, сок, кој што може да се додади 2 лажички од гаджунот, значи насаба или навечер, кој што е одлично за негова примена и подобрување на имунолошкиот систем. Придобивките се повеќе слојни. Од една страна тие носат квалитет, автентичен вкус и нов пристап во исхраната. Од друга страна се создаваат по принцип на одржливо производство и циркуларна економија која што за нас е многу важна. И трето, преку нив испраќаме порака дека локалното производство може да биде современо, здраво и препознатливо не само кај нас, туку и пошироко. Така. Она што е за честитки е да ви честитам дека сте една од грантистите на поддржани од Европската Унија, токму за зелена економија или оваа циркуларна економија како што ја нарекувате и произведувате локални и традиционални производи како што се ете сладкото, гаджунот, сокот од кајсија, тоа е нешто што си го правеле нашите баби уште во давнешни времиња. Најубав сок од кајсија. Да, сега вие внесувате нешто ново, така, нешто што е циркуларно, нешто што го препознава и Европската Унија и затоа сте и една од грантистите на поддржани нели од Европската Унија. Што значи за вас ова како здружение? Тоа е за нас значи голема поддршка и потик како зелени грантисти поддржани од Европската Унија добиваме можност уште подобро да ги развиваме нашите идеи и производи. За нас е многу важна оваа поддршка што можеме да создадеме производи што се локални и традиционални, но подобрени со елементи на иновација. Кога една ваква поддршка ќе дојде во вистинскиот момент, таа на вистина може да направи големи промени каде што може да ги видите, ова е нашиот резултат. Еден иновативен производ кој што е прв на пазарот и што сме многу горди. Да. Го споменавме гаджунот повеќе пати, кажав дека си горда и на мушроните. Ова се сега тестенини. Да. Така. Тестенини кои што се исклучиво произведени од печурка. Да. Така. Ајде рецепт еден, како се подготвуваат, кои се придобивките, кажавме дека се и за диабетичари, значи може да ги конзумираат и диабетичарите. Како се подготвуваат еве мушроните? Како одат, како се комбинираат? Дали може би со некој сос од печурки? Да, значи нашите мушрони се приготвуваат како и сите тестенини во зовриена вода. Се истураат и ги вариме 5 до 8 минути, а секако по ваш избор може да се направат различни рецепти. Тестенините ставаме печурки, а сега ги имаме. А сега не мора да ставаме пак, така што може така да се јаде. Томато сос или со некои наши додатоци што може да ги. Добро, Кристина, каде може да се најдат овие производи? Овие производи, дали ги има веќе пуштено низ маркетите или исклучиво преку вас? Овие производи може да се набават исклучиво преку нас. Во моментот сме на веб страната setbox.mk, кој што е онлайн веб страна и што може да се нарачаат овие производи, а во моментот работиме на уште 2
онлайн продавници кои што сакаме да бидеме да ги изложиме овие производи. Кога излегоа прв пат мушроните? Прв пат мушроните ни излегоа минатата година. Бевме на сајм кој што беше одржан од организацијата Connect, кои што купувачите така беа воодушевени од овој производ, а се учествуваше во Eastgate како денови за Од кој вид донација. на печурки? Овие се направени од печурката Вргај. А каков е процесот, ме интересира, на подготовка за да се дојде до овој резултат? За да се дојде до овој резултат, значи тие и од Вргањ, а исто произведуваме со печурката Буковка, Лавовска брада, така да сите печурки кои што ние ги произведуваме свежи, ги продаваме, но тоа што е остатокот, значи не го фрламе, туку го сушиме и го додаваме во овие производи. И се значи создава во вид на искористува. тестенина. Да. Одлично, да. Убава идеја. Тоа е и прекрасно. поентата на оваа циркуларна економија, така ништо да не се фрли, се што може да се Да, реупотреби, да да се се искористи. Сега да се навратиме на учеството на фестивали. Кажавте дека Еко Вита Сдруженијето настапува, односно се представува и на фестивали и на саеми за здрава храна. Како ве прифаќа публиката, односно посетителите? Што е она што најмногу ги интересира? Зашто има најголем интерес, можеби, во моментов? Најголем интерес, ќе напоменам дека имаме најмногу за мушроните и за гаджнот. Да. Тоа е, значи, тие ни се најпопуларни производи. А и друго и интересна насока, што му е исто интересно, тоа што ние исто се занимаваме со одгледување на инсекти како храна за домашни животни и секогаш на нашите штандови имаме и изложено дел од инсектите кои што ги одгледуваме, а тоа се едниот е црниот војник, црна војничка мува, имаме супер црви, брашнарски ларви и што може да се користат како храна за домашни животни. Браво. Браво. Не застанувате тука. Да. Имате планови за во иднина. Што е, Кристина, следно? Што е, може да најавиме нешто интересно од кујната на Еко Вита, ако може така да се изразам? Претпоставам дека имате тим. Не си сама, Да, така? имаме тим. Нашиот тим се состои од биолози, нутриционисти и агрономи, како и млади лица кои што се вклучени во нашата организација. Во иднина сакаме да продолжиме со развој на нови иновативни производи, со нови едукации, со нови едукативни работилници и со поголема соработка со младите, училиштата и локалните заедници. Нашата цел е да продолжиме да ја развиваме нашата приказна во Еко Вита, како пример дека зелената економија, локалното производство и иновацијата можат успешно да одат заедно. И верувам дека ова е област која има голем потенцијал во Македонија и за младите што сакаат да создадат нешто свое. Така. Посебно ми е кејф и задоволство и секогаш ми е чест и секогаш и како телевизија и вака ќе ве поддржуваме, поготово вас младите, бидејќи напомена дека сте млади и дека имате навистина иновативни идеи, веќе сте претпознатливи на пазарот. Да ми кажеш само, можеби да најавиме некое учество на некој следен саем? Учество на саем за храна, некаде каде што ќе може посетителите да дојдат и да дегустираат дел од вашите производи? Учество на нареден саем ние некаде во мај, каде што може да ќе објавиме на нашите социјални мрежи. Сега е мај, значи овој месец. Да, овој месец и исто ќе објавиме на нашата Facebook страна и Instagram, каде нашите производи може да се набават. Јас многу сакам да ја прашам затоа што самата кажа пред да започнеме со разговор, сум растела во близина или со печурки, зашто конкретно станува збор? Твоите исто имале, се занимавале или сте береле печурки? Моите родители се биолози. Затоа? Они започна приказната со одгледување на печурки, значи прва печурка што почнавме да ја одгледуваме е буковката и каде со текот на моето
растење, значи почнав првента со буковката, а сега на 27 години имаме различни видови на медицински печурки, шитаке, лаовска брада, реши. Но сепак желбата ти е вметната од родителите, така? Браво. Не знам, Слободанка, како сме со времето, ама мислам дека... Па тука веќе некаде треба да завршиме. Да завршуваме, да, еве, кажува колегата да завршуваме. Кристина, многу ти благодарам за гостувањето, посебно тоа што дојде од Неготино. Ти посакувам среќен пат назад и се што имате ново, некој нов производ, слободно, значи ќе не контактирате, со задоволство ќе го промовираме кога станува збор секогаш за зелена економија, за зелени идеи, циркуларна економија и секогаш сме на страната на младите, секако, младите идеи, вашите идеи. Благодарам и за вашата покана да гостувам во Алфа телевизија и сакам да напоменам едно благодарност до сите наши поддржувачи и благодарност до организациите кои што соработуваме, а тоа се Арно, Лид, People Elite, Connect, кои што секојдневно соработуваме заедно. Така. И да ги вкусат производите на ековите, оние кои што можеби не ги вкусиле. Така. Затоа што и секогаш имате новитети, новини во производството на храна и добре дојдени сте ни секогаш. Благодарам и голем поздрав ке упатам до сите наши гледачи од Неготино, како наша гостинка од тој крај.